На работниците им велите нема пари за плати. Што не им кажете на олигарсите дека нема пари да затајуваат данок? Што не им кажете дека нема пари за нивниот луксус, дека нема веќе време да чекаме да им текне да ги модернизираат своите фирми? Не, само на работниците имате што да им кажете. На тие кои немаат ништо, нив можете да ги прекорувате и да им велите да ќутат и да чекаат, вие да им се смилувате. Наводно вие се плашите за малите бизниси. Овде сте во улога на загрижен предприемач. Но позади тој реторички штит стојат лобистите. А кој има моќ да лобира кај вас? Малите бизниси, пекарите? Не. Не, олигархијата и крупниот капитал, на кој не му ги зголемувате даноците и не му ја зголемувате минималната плата. Зошто тоа не го правите? Затоа што целата македонска јавност треба да знае дека вашата влада дозволува тука да постои економски бизнис модел кој е заснива на надпреварот до дното, тоест за ниски плати. Нашите фирми не иновираат, не модернизираат, напротив се надпреваруваат кој може да даде пониска плата и тоа вие да им го возможите да помине непрочено. Овој бизнис модел зависи од платите кои осигуруваат сиромаштија, а не плати кои дозволуваат достоинствен живот. Олигархијата го прави своето богатство не од иновација и модернизација, па тоа е најголемата вистина која сите тука ја знаеме. Нашата олигархија од што се иновативни ли го има направено богатството? Не туку преку чиста аритметика на плаќање на најниската можна плата на нашите работници. Трка до дното. Тоа се нашите фирми кои вие ги штитите во овој случај. Вие ги штитите од надпревар, ги штитите од одговорност, ги штитите експлоаторите и тоа го викате економска политика. Ги штитите профитерите и велите дека тоа е фискална одговорност, а барате работниците да жртвуваат. Привилегиите на вашата политичка каста се зголемуваат во навредливо и безобразно темпо. Крал би ви позавидел на привилегиите кои ги уживате. Во меѓувреме имаме емиграција. Се додека вие зборувате дека има економски колапс, ние веќе го живееме тој економски колапс. Нашите работници мигрираат, почитуван министре. И цело време да зборувате за една формула, и веќе ви кажам дека има една вистина, има една Македонија во која има министер за труд, кој треба да ги користи своите ингеренции во економијата. Не, вие сте министер за економија кој го подјармува трудот.